Четврток, 18 декември 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Новогодишната бајка во Кавадарци е веќе започната. Успешно се реализира програмата за новогодишните празници. На градскиот плоштад, кој светна во новогодишниот амбиент, се случуваат низа активности. Синоќа најмладите имаа можност да се фотографираат со Дедо Мраз, а денеска се служеше топол чај, греано вино и колачиња. Синоќа во 20 часот и 5 минути на крстосницата на улицата Народен фронт и улицата Коле Подлешки во Кавадарци, полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода АМ 35 години од Кавадарци. Претходно тој со патничко возило Форд со велешки регистарски ознаки удрил во патничко возило паркирано Сузуки со кавадаречки регистарски ознаки, паркирано од ТА 55 години од Кавадарци. При превземање на мерките во врска со незгодата, констатирано е дека АМ го управувал возилото под дејство на алкохол, односно дека има 3,21 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава по членот 297А од Кривичниот законник. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека до крајот на следната година системот Безбеден град ќе се имплементира во целата држава. Прва фаза на имплементација на овој проект е Скопје, Куманово, Тетово. Така беше планирано уште од претходниот да речеме раководен кадар во рамки на министерството, со тоа што ние на прва фаза го додадовме коридор 8 и коридор 10. И тоа треба да го завршиме и ќе го завршиме заклучно со 1.2.2026 година. Се надевам дека до јуни-јули 2026 година ќе го имаме имплементирано на цела територија на државата Safe City како систем, а сум сигурен дека до крај на 2026 ќе го имаме имплементирано во секој еден град како паметен систем, но и за овој краток временски период во рамки на тест периодот кој што го превземаме, првичните информации се дека навистина македонските граѓани и текако поинаку се однесуваат кога управуваат моторно возило него пред 15 дена. И многу ми е мило што бројот на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди и генерално бројот на сообраќајни незгоди таму каде што овој проект го имплементираме се намалува. Тоа е многу битно. Вчера се изврши порибување на Тиквешкото езеро. По возењето низ ова убаво езеро, мора да кажем нека убаво, би тоа ладно, и фрлените 350 килограми риба во езерото, концесионерот го прошуваме, како беше? Па вообичаено, како и секоја година во овој период, во втората половина на декември, порибуваме со крап. Тоа е со закон предвидено на Тиквешко езеро да се порибува со крап, а периодот го одбираме затоа што нема посетеност од рибари, така да може да се адаптира рибата, бидејќи тоа е подмладок од репроцентар и одбранбената моќ е слаба, и да може до пролет, до март, април, кога има поголема раздвиженост од рекреативни рибари, таа малку и ќе порасне и ќе има и одбранбена моќ да не може да се излови. И затоа порибувањето го правиме секојаш како мртв период за... Инспекторите беа мощни, ревностни кога се става рибите, бараа таа грамажа. Да, се има исто согласно законот и согласно риболовна основа, како треба да се стопанисува со рибниот фонд, има предвидено од која грамажа, лимит од минимална до максимална грамажа. Над таа и испод таа не може да се порибува, тоа не е дозволено. Овој крап во Тиквешкото езеро е многу квалитетен. Зошто?
А квалитетен сега. Секоја риба е... Слободниот краб во езерото. Ама секој дека дивиот краб, тоа се рачуна див краб. Дивиот краб, да. секој се рачуна дека е поквалитетен за разлика од кработ што е во товениот, во кафези. Нормално, тој се хране со вештичка храна, нели? И зависи од храната и квалитетот на месото на рибата. Маре ми кажа дека криволовот е намален. Дали е тоа точно? Така дека намален е тоа. Нема, може Нема да не речеме дека нема, ама значи преку 95% е намален. Што е работата? Што се случува со рибарите? Има многу причини, значи, многу причини има. Прво, санкциите се големи, значи глобите, судски. Секој прекршител судот задолжително му изрекува глоба, без исклучок. И луѓето видат дека не може, значи, не исплатливо е. Крежи и затвор. Да, има, со криволов и со затвор. Како кривично дело со мрежи и струкови и така натаму. Значи, луѓето видат дека нема, односно рибарите, дека нема како порано, не се исплат за ситни пари да оде во незаконит риболов. И затоа Тоа значи дека вашата улога добро се одигрува. Да, рибочварска служба се функционира 24 часа, 365 дена и така да. А езерото е намалено сега, на голем дел од езерото не може да се пристигне затоа што по воден пат се оде само. А езерото од 30 км моментално е на некаде 18-19. Може да ве прашам, минатата година кога дојдовме беше малку пониско, сега е малку повисоко. Какво е движењето на нивото, влијае ли тоа на биоценозата во самото? Да, влијае, секако дека влијае. Кога е помала водата, нормално дека е полошо. Тоа е лошо за овие рибници. За сите се намалува кислородот и се. Поголемо е, повисоко е нивото од ланската година во овој период, затоа што неодамна имаше обилни врнежи. Врнежи и тоа во цела држава насекаде, така да дојде многу голем прилив на вода во Црна од притоките од секаде. И затоа имаше како, бидејќи Црна нели оде во Вардар, а Вардар стана како голем кој почна да се излива од коритото и почна да представува опасност према јужниот дел, за поплави, према Гевгелија надолу. И затоа се малку подзастана со производство на електрична енергија, односно не се испушташе вода од Тиквешко езеро, со цел да се намали нивото на Вардар, за да не предизвикува штети. И тоа е главната причина. Арно, ама сега овие денови, пошто нели имаме стабилно време, пак почна нивото да се намалува. Каква е состојбата со езерото во моментот? Состојбата е каква е? Зимски период е сега, мртва сезонна е. Нема, нема посетители, нема. До март месец, зависи март месец каков ќе биде. Значи, ладно е, ниско е нивото, празници се новогодишни, знаеме јануари, декември, такви месеци се. Ке има ли луѓе кои ќе дочекуваат новата година овде? Веројатно ќе има. Тоа сме го приметили дека има, секогаш има. Нема нешто кој знае колку, али важно има. Сега слушам подобрен начинот на комуницирање, вода има доволно. Има, гледам, садови за џубре. Се води ли малку поголема грижа за комуналното џигото? Добро, во однос на порано, секако дека има голема разлика. Има и промени доста. Патеки се бетонираат. Да, има, значи минатата година, не минатата, ова, 25-та година, у јануари се започна со еден дел да се нареде со овие коцки, бекатон коцки, и тоа се заврши, така да многу тоа е добро. Контейнери има на повеќе места за собирање на смет, така да комуналната служба тие контейнери. Почна да се мисли за овој дел на Кавадарци. Како? Почна да се мисли. Порано се секако се донесе вода, немаше вода пред тоа. И тоа е многу голем благодет, например, вода, патот се направи, контейнери се поставија за собирање на смет, значи има голема разлика од претходно. Тоа е драстично е разликата и веднаш со тоа му се олеснува на граѓаните, значи престојот овде
За разлика од пред тоа требаше покал да газат со коли или вода нема, а без вода знаеме дека нема живот, нели? Без вода. Добра, да завршиме да посакаме овие риби што ги пушти денеска да бидат големи. Ама секој тоа е целта, значи тоа е и со закон предвидено е, секој подмладок треба најмалку да стане, значи полно зрелост и да најмалку 2 пати се измресте пред да почне да ја ловат рибарите. Тоа е така и со закон предвидено. Значи најмалку 2 циклуса да има нам природен мрест за да можат рибарите да ја ловат. И се надеваме дека оваа риба сега што ја пуштивме до таму за 1 година ќе биде полно зрелост ќе има и ќе може да се лови. Нема да дозволиме гушење на демократијата, порача во изјава за медиумите Јована Тренчевска, подпредседател на СДСМ, и најави дека ќе поднесе преставка до Уставниот суд по срамната резолуција во собранието. Од овде, од предуставниот суд, испраќаме гласна порака. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да дозволи гушење на демократијата и слободата на говор. Заедно со граѓаните ќе одбраниме Македонија, ќе одбраниме демократијата. ДПМН и ЗНАМ усвоија неуставна резолуција со која директно се загрозуваат слободата на говорот и слободата на политичко дејствување на опозицијата. Целта на власта е да ја замолчи опозицијата и да се забрани било каква дебата за договор мигранти за пари, да се спречи вистината да излезе на виделина. Секој што ќе зборува јавно за мигранти, да се таргетира со закани за кривични пријави и затвор. Затоа и забрзано работат на воспоставување контрола врз судството и обвинителството. Цензура против предавствата на власта. Кога се носат неуставни резолуции против опозицијата, тоа е автократија, вовед во диктатура, режим. СДСМ ова нема да го дозволи и силно ќе се спротистави, заедно со граѓаните. Најавувам, ќе поднесеме преставка до Уставниот суд за уривање на уставниот поредок. Предавничката резолуција е спротивна на Уставот, во делот на основни човекови слободи и права на граѓанинот, слободата на изразување која е неприкосновена. И тоа ја прави неуставна. Понатаму ќе се обратиме до сите релевантни меѓународни институции, ќе побараме помош и од институциите на Европската Унија, од сестринските партии во Европа. Со сите демократски алатки и механизми што ни стојат на располагање, ќе се бориме за Македонија, за слободата и демократијата. Борбата продолжува. Левица ќе достави докази до ДКСК за Томовски и фирмата City Outsourcing. Бидејќи директорот на СОЗР Ивица Томовски одбива да одговори дали управителот на компанијата City Outsourcing е негов личен пријател, Левица ќе достави фотографии до антикорупцијската комисија која отвори предмет за овој случај. Во оваа компанија, која добила 5 милиони евра државни пари во тендери, како управител е заведено лице кој има бројни заеднички фотографии токму со Томовски, што ја потврдува поврзаноста на директорот на СОЗР. Заедничките фотографии ја отвараат дилемата дали управителот само формално фигурира во оваа компанија, која претходно беше во собственост на семејството на Томовски. Потсетуваме дека името на компанијата City Outsourcing претходно гласеше City Logistic. Како City Logistic, компанијата добила тендери од 60.000 евра со подпис на Мицкоски, кога тој беше директор на Елем. Јавното обвинителство мора да отвори истрага како фирма каде управител бил Томовски, а Мицковски делел тендери, сега добива 5 милиони евра државни пари. Левица ќе ги достави сите докази кои ги поседува за оваа контроверзна компанија, која очигледно е параван за испумпување на државни пари за Мицковски и неговите блиски соработници. За Левица е скандалозно што ОЈО не отвара ниту една постапка за компаниите каде се инволвирани соработниците на премиерот,
што укажува дека апсолутистичкиот режим на ДПМН целосно го има заробено правосудниот систем за да нема одговорност за нивните криминали. Спорна документација во лотаријата вредна близу 1 милион евра. Дали овие пари завршувале кај партнерите на СДСМ Груби и Бајрами? Праша на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Криминалите во лотарија под раководство на Бајрами и неговиот гуру Груби, а дозволено од страна на СДС, се потврди и во извештајот на Државниот завод за ревизија. Државната ревизија утврдила дека лотарија под покровителство на Груби и Бајрами, а одобрено од СДС, директно исплаќала аванси за мали добивки на деловни соработници, односно 320 правни лица во износ од близу 14 милиони денари, без да го користи пропишаниот мастер дилер. Од вкупните 14 милиони денари, за 13 милиони денари или нешто над 210.000 евра, во извештајот се вели дека документацијата е неуредна, невалидна или недостасува. Дополнително, ревизијата оценила дека документацијата е спорна и неверодостојна и во делот на готовински одливи од 36,5 милиони денари или 600.000 евра и приливи од близу 8 милиони денари или 130.000 евра. А при тоа вреди да се напомене дека во државната лотарија во тој период кога се случувале овие злоупотреби немало внатрешен ревизор. Јавното обвинителство треба да истражи каде завршиле близу 1 милион евра од државна лотарија. Дали тие пари завршувале во џебовите на Груби и Бајрами? Дали постои случај на перење на пари од нивна страна? Зошто СДС, иако знаела што се случувало во лотарија, молчела и не преземала ништо? Дали за обстанок на власт СДС ги замижувал овие криминали? Доколку ВМРО ДПМН не излезеше во јавноста за случајот со државна лотарија и не станеше предмет на јавен интерес, јавниот обвинител Коцевски можеби и овие пријави ќе ги чуваше во фиок. Затоа реформите во СДС и судството се нужни за државата. Барам поддршка од Европа за одбрана на демократијата во Македонија, вели во видеообраќање од Брисел лидерот на СДСМ Венко Филипче. Ви се обраќам од Брисел затоа што борбата за слободата и демократијата во Македонија бараат акција и заедничко действување. Донесената срамна резолуција на ДПМН изнам во собранието е директен удар врз демократијата, слободата на говор, мислењето и политичкото действување. Кога парламент носи неуставна резолуција против опозицијата, тогаш државата престанува да биде демократска и влегува во авторитаризам, во режим. Власта сака да ја замолчи и да ја забрани работата на опозицијата, да создаде еднопартиска држава и да ја згасне слободата на говор. СДСМ тоа нема да го дозволи. Ќе одбраниме слободата и демократијата. Овде во Брисел ќе побарам поддршка од цела Европа, од сите прогресивни демократски сили, од сестринските социјалистички и социјалдемократски партии. Македонија мора да биде слободна, демократска и европска држава. Време е за формирање единствен граѓански фронт, фронт за правда, слобода и демократија. Фронт во кој сите, без разлика на партиска, етничка или идеолошка припадност, ќе застанеме како еден во одбрана на демократијата, слободата на говор и мислењето и во одбрана на Македонија. Да ја одбраниме Македонија, да ја одбраниме демократијата. Наместо свеж, чист и нов кадар, Филипче ги врати старите истрошени кадри од времето на Заев и Ковачевски, беше речено на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. По само еден ден од старо-новото раководство на Заев, изгласано од Филипче, летаат оставки од општински организации на СДС и бараат оставки од Филипче. По толку помпезното најавување од страна на Филипче за реформи во СДС, тој го тргна Зоран и го стави Заев на неговото место. Наместо свеж, чист и нов кадар, тој ги врати старите истрошени кадри од времето на Заев и Ковачевски. Филип Андов, Јон Фрчковски, Јованка Тренчевска, Андре Жерновски, Љупчо Фармаковски, Александар Наумовски се така наречените нови лица на СДС. Луѓе полни со скандали, со лошо минато, луѓе без кредибилитет, луѓе кои не испорачаа кога им беше побарано од граѓаните. Некомпетентни и неквалитетни кадри.
А дека бродот во СДС тоне, доказ за тоа се неколку оставки од општинските организации од Ѓорче до Битола и Крива Паланка. Оставки од Филипче се бараат на секој чекор, а тој гордо ги продолжува да ги исполнува задачите кои му ги дава Зоран Заев. Реформите во СДС ќе дојдат само со формална оставка на Филипче и председателот во сенка Зоран Заев. Продолжуваме со спорт. ГРК Тиквеш со пораз ја заврши оваа 2025 година. Кавадарчани беа поразени на гостувањето во Битола од актуелниот шампион Еврофарм Пелистер со 29-21. Ракометарите полека ги завршуваат дуелите за оваа календарска година. Во рамките на последното 18-то коло за оваа 2025 година, Вардар лесно го совлада прилеп на гостувањето со 25-31. Во скопската пресметка Бутел не успеа да го изненади Алкалоид и загуби на домашен терен со 28-33. Вчера во Битола шампионот Пелистер со квалитетна игра во вториот дел го совлада Тиквеш со 29-21. Кавадарчани солидно парираа во првиот дел, кога на неколку пати водеа и со 3 гола разлика, но битолчани во вториот дел ги фатија гостите на кондиција и заслужено победија. Денеска својот надпревар за бегство од дното ќе го одиграат Куманово и Струга, а Охрид е апсолутен фаворит на гостувањето кај Радовиш. Последниот надпревар во 2025 година, во сабота, ќе го одиграат Еврофарм Пелистер 2 и Пролет во борба за позициите кои водат во плейофот. Сезоната во машката ракометна Суперлига ќе продолжи на 7 февруари 2026 година. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игл утре му гостуваат на актуелниот лидер на ТФТ. Кај девојките утре во Кавадарци ќе се одигра тиквешката пресметка помеѓу Пробаскет и Спорт Тим Неготино. Со средбите од 11-тото коло во машката кошаркарска Суперлига завршуваат возбудувањата за оваа календарска година. Веќе утре, петок, во првиот надпревар од последното коло за 2025-та, кошаркарите на Тиквеш Голден Игл ќе имаат екстремно тешко гостување кај актуелниот лидер на табелата, екипата на ТФТ. Во сабота, Ангели на домашен терен ќе го пречекаат маđари. Гостивар ќе се обиде да направи изненадување на гостувањето кај Феникс. Пелистер во Битола ќе го одигра дербито на ова коло против Кожув, а Куманово ќе се обиде да го искористи домашниот терен во дуелот со Работнички. Во последниот надпревар за оваа година, во недела, МЗТ е голем фаворит против екипата на Чаир. Сезоната во машката кошаркарска Суперлига продолжува на 10 јануари следната година. И девојките ќе ги одиграат средбите од последното 9-то коло за оваа година. Утре петок во салата Јасмин, љубителите на кошарката ќе можат да ја проследат тиквешката пресметка помеѓу Пробаскет и Спорт Тим од Неготино. Во сабота во дербито на колото, Бадел ќе го пречека актуелниот шампион Баскет Кам. Вардар не би требало да има проблеми против Патриот, а Крива Паланка е апсолутен фаворит во дуелот со МЗТ. Исто како и кај мажите, и девојките ќе ја продолжат сезоната на 10 јануари следната година. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со сончеви периоди. Предпладне наместа ќе има појава на магла. Ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Температура од -2 до 10 степени.
Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.